Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, хаосот во кој се наоѓаме е ради тоа што председателот на Собранието не сака да послуша некогаш некои совети од опозицијата. Пред неколку седници на пленарни седници од вас побарав да добиваме дневен информатор со предлог дневниот ред кој што го имам. А и што не ги ставивте 10 закони на ВМРО ДПМН кои што деловнички ги исполнуваат условите за да се најдат на дневниот ред една работа. Ајде што денеска, до вчера не убедувавте дека не се стигнати, не се преведени, денеска ги преведовте, ги пуштивте сите, не дозволувате исти да се најдат како точка на дневен ред. Хаосот од точки што се предлагаа и што се вадеа. Никој не може да ве прати и да знае кој е предлог дневниот ред. Дополнително на тоа, како председател на Собранието, кој што треба да го кажете дневниот ред, не сме ние толку брзи да ве пратиме тоа што го зборувате да го запишуваме. Во овие 2 дена успеав Јас сум ве пратил 12 години како пратеник, исто така сум ве пратил брзо. Епа сега Ама Златко Калински, ако ми требаше мене дури зборувам, ќе го викнев да се уклучи со мене во диалогот. Дозволете овие 3 минути да го кажам тоа што го имам. Значи, ајде што не успеа да запишеме во 2 дена, не успеате предлог дневен ред да ни дадете за да знаеме на што се повикуваме. Дополнително колегите пратеници, борејки се со дневниот ред, ќе сгрешат, правите циркус од Собранието, се смеете на предлозите, не кажувате кои се, точките ги коментирате како што сакате, не доликува на председател на Собрание. Членот 76 вели дека пред утврдување на дневниот ред председателот ги известува пратениците за предлозите за внесување. Членот 77 дава можност тоа да се направи, образложението. Членот 137 дополнително го објаснува тоа. Немојте да правите циркус, хаос од самата собраниска седница. Барам во вакви седници, кај што има многу точки на дневен ред, да изготват предлог дневен ред и да се достави, затоа што 2 дена се води оваа седница до пратениците, за да може да се снајда што предлага и што е поместено. А не тука да се изживувате, преведувате извештаи од Европската комисија, а не она што е битно. Затоа, од причина што имаме одредена партиска активност, а за да ви помогнам со дневниот ред, согласно членот 81 став 2, барам 1 час пауза и замолувам во тој 1 час да доставите предлог дневен ред на крај на денот, во вториот ден од работа, пратениците од пратеничката група да го добијат тоа како материјал. Ова ќе го направевме порано, меѓутоа бидејќи касневте на почетокот на продолжението 1 час, а ја обвинувате опозицијата дека го губи като непотребно, ќе го побаравме порано. Затоа согласно членот, да завршам, согласно членот 81 став 2, барам 1 час пауза. Благодарам. После објаснување ќе добиете